Шестемина водечки кандидати на европските политички партии за највисоката работа во Европската комисија на синоќешната дебата се судрија околу растечкиот замор во Европската унија. Во 90-минутната дебата, наречена председателска, првиот заменик председател на Европската комисија во заминување, Франс Тимерманс, предупреди на ризикот од поделби во Британија 3 години откако таа земја гласаше за напуштање на Европската унија. Look at what the divisiveness of Brexit has done to the United Kingdom. Today, the United Kingdom looks like Game of Thrones on steroids. And that's because of this divisive politics. Холандјанецот, кој е водечки кандидат на социјалистите, рече дека паневропските партии имаат одговорност да им понудат предлози на граѓаните што ќе ги натера да се вратат во европскиот проект. Манфред Вебер, сојузникот на германската канцеларка Ангела Меркел и на актуелниот председател на комисијата Жан-Клод Јункер, оцени дека намалената популарност на Европската унија е поради недостигот на демократија. If we want to answer, we have to make Europe democratic. In the Brexit case, the main message of the Brexiteers was, I want to have my sovereignty back. People feel not that Europe is my Europe. And I want to change this. Тој го повтори неговиот повик за создавање механизам за одбрана на европските вредности, како и примена на санкции против земјите членки кои не се подготвени да ги почитуваат основните европски принципи. Сојузникот на конзервативната партија на британската премиерка Тереза Меј и чешки член на Европскиот парламент Јан Захрадил ги обвини Централната десничарска Европска народна партија и социјалистите за давање поголема моќ на европските институции. I don't think that more Europe and more Europe and more Europe is a universal response for each and every problem, like, unfortunately, EPP and socialists that were running the European business for the last 25 years, and I don't believe that they will be able to come with some genuine change. Откако анкетите покажаат дека жестоките критичари на Европската унија ќе освојат дури 15% од седиштата во Европскиот парламент, кандидатите побара од граѓаните да излезат на изборите во следната недела. Во 2014 година повеќе од половината не го сторија тоа.